нашата Facebook група, доколку не сте знаеле, за оние новите кои што сега ни се приклучуваат. Работилницата од овој момент се снима, така што никој друг освен Мухамед нема право да ја снима работилницата и доколку не ви е пријатно, не ги вклучувајте камерите доколку не сакате. Затоа што работилницата јавно ќе биде објавена на YouTube каналот на ЦК ПХВ, така што тоа ќе биде наредниот ден, односно петок, и доколку не сте се претплатиле на YouTube каналот, ве молам да се претплатите веднаш. Бидете на мјут кога не зборувате, односно микрофоните треба да ви бидат прешкртани, исклучени, за да може предавачот кога ќе ја каже работилницата да има мир и тишина и правилна концентрација и како вели познатата изрека молчењето е злато, нели? Не користете лажни имиња за учество во работилницата затоа што за присуство на 10 ПХВ работилници следуваат сертификати. Некои веќе добија сертификати, а некои се веќе и на прагот да добијат 10 благодарници. Ако сакате нешто да прашате или да споделите ваше мислење поврзано со темата, слободно кренете го виртуелното раче, ПХВ инструкторот Мухамед или пак Александра ќе ве прозиваат за да го кажете вашето мислење, така ќе го исполните правото на збор. Доколку процениме дека непристојно се однесувате на работилниците, ќе бидете веднаш отстранети и нема да имате повторно можност да се појавите на работилницата. И ако имате предлози, забелешки на дополнувања, поплаки за да се подобри амбиентот или атмосферата на работилниците, пишете ни на мејлот phv@redcross.org.mk. И откако ќе поминавме техничките информации, ќе кажам збор 2 за ЦК ПХВ програмата. Јас нешто истражив и сега ќе ви прочитам нешто. ЦК ПХВ програма. ЦК ПХВ програмата, односно Црвен крст во акција, промоција на хумани вредности, е долгогодишен проект на Црвениот крст на Република Македонија. Идејата била инициирана од страна на Црвениот крст на Република Македонија и Меѓународниот комитет на Црвениот крст во 1996 година со поддршка од Норвешкиот Црвен крст. Главната цел на овој проект е инволвирање на младите од различните етнички заедници во различни проекти за изградба на взаимното почитување и разбирање, мир, толеранција и култура на диалог. Неговата мисија е промоција на културата на диалог како елементарен предуслов за креирање на интеркултурно општество, како и промоција на активно знаење и активен однос кон животот, представени токму преку принципите и вредностите на Црвениот крст. ЦК ПХВ циклусот се состои од неколку активности. Еднодневните ЦК ПХВ обуки се реализираат на почетокот на проектниот циклус во секоја општинска организација и на секоја обука 30 волонтери од секоја општинска организација добива пакет за обуки, кој што се состои од сесии за дисеминација, препознавање на потребите на заедницата и сесии за подготовка, имплементирање и документирање на мал проект за помош на локалната заедница. После овие мали проекти, после обуките всушност, волонтерите со поддршка и под менторство на нивните ментори дисеминатори ги реализираат своите мали проекти, а представниците од најуспешните и најдобрите проекти се поканите да учествуваат на финалната ЦК ПХВ работилница, која што секоја година се одржува во Солферино. Но, поради моменталната ситуација со COVID пандемијата, ЦК ПХВ програмата направи трансфер во една онлайн алтернатива, која што е безбедна за сите волонтери, инструктори и дисеминатори. Така што, оваа 2021 година, 24 ПХВ инструктори ќе реализираат 40 работилници секој четврток од 20 часот на платформата Google Meet. И тоа на најразлични теми. Ние поминавме неколку теми, и тоа за воведо психологија, за анксиозност, за личен менеджмент на време, за човечкиот импакт во животната средина, драмата како револуционерен израз во уметноста, рок поезија, рок историја, вештачка интелигенција и многу други. И минатата работилница научивме многу работи поврзани со здравствената култура.
И 17-та обука. И еве ги темите: вештачка интелигенција, биодиверзитет, правилен избор на факултет, позитивни вредности, човечкиот импакт во животната средина, вовед во филозофија, вовед во психологија, партнерски односи, комуникација. Ете уште нешто што сме го поминали, тоа поврзано со дигиталната комуникација, комуникацијата во социјалните мрежи, социјални медиуми, тим, личен менеджмент на време. Според мене тоа се многу важни, многу корисни теми за сите нас и се надевам, и мене ми е мило што се учат овие теми, што се разговараат, затоа што како да ви кажам, многу ми е убаво кога ве слушам вас, сите вас тука. И се надевам дека вака ќе се продолжи со вакво темпо и дека се ќе помине во најдобар ред. И кажа Алекс, денеска сме четврток, 20 мај, 20 часот, време за една нова, корисна, забавна, интерактивна и поучна работилница. Денешниот наш пехав инструктор е господинот Дарко Јорданов. Темата е број 17. За оваа тема, веројатно сме слушнале во училиште, сме гледале документарец, сме прочитале нешто, веројатно сме испомнале во темите поврзани со Црвениот крст и со Андри Динан, со работилниците. И на некој начин оваа работилница и оваа тема е поврзана со Црвениот крст и со Андри Динан, затоа што и како што спомна Алекс на минатата работилница како мал вовед, дека месецот мај е месецот на Црвениот крст, на Андри Динан, на единството, универзалноста, хуманоста, на сите оние принципи и вредности кои што ги носи Црвениот крст сама по себе како организација. И мене ми е мило што Црвениот крст е како организација ги брои најхуманите луѓе, најдобрите херои во светот, тоа се волонтерите кои што прават добро за сите нас. И ние треба да ги почитуваме и да ги цениме, затоа што тие го жртвуваат животот, не само за нив, ама и за луѓето околу нив, самите нив. Како што кажав, денешниот пехаве инструктор е господинот Дарко Јорданов, кој што и не само што е просветен работник и хуманитарец, туку еден од авторите на ЦК пехаве програмата, и многу ми е мило што ќе слушнам оваа тема и оваа работилница токму од господинот Дарко. Така што, господине Дарко, повелете, представете ни, сакувам многу среќа во вашето излагање на темата основи на меѓународно хуманитарно право и едва чекам да слушнам од вас што ќе се зборува на оваа денешна работилница. Јас ви благодарам многу на вниманието и повелете, господине Дарко. Михаела, ти благодарам многу. Ќе биде тешко да зборувам после тебе, затоа што толку многу убаво зборуваш. Ти предвидувам иднина на телевизија, ако постои телевизијата понатаму, ако не на... Како се викаше тоа, Алекс? TikTok, Даре. Да, TikTok. Благодарам многу. Вие не знаете колку сум среќна и кога ми кажа Алекс дека ќе бидам такое што ќе најавува работилницата, вие не знаете колку ми беше убаво, колку бев возбудена. И пред да се подготвам и дека се подготвав и дека го вежбав ова, затоа што сепак бара вежбање, многу чувство возбуда во мене. Јас ви благодарам премногу за прекрасните зборови. И јас уште од мала многу сакав да бидам водителка и да зборувам, да се појавам пред камера и да најавувам. Да. Се гледа Михаела и твојата возбуда е заразна. И сега за малку да скршам овако како се вика возбудата пред се кај себе, а можеби кај некој друг, ја предлагам да направиме една кратка вежба. Мухамед, нашиот
технички гений, сега ќе каже дали може за момент да исклучи презентацијата и да уклучите сите, ги вклучите сите камерите колку што можете. Нема да зборувате, ама да ги вклучите што повеќе камерите и ќе направиме една кратка вежба, се вика нешто црвено. Ама најважна работа за оваа вежба е да не се повредите. Добро? Значи, ќе ви дадам 15 секунди да станете, ама пред да станете размислете убаво и немојте да излегувате надвор од дома, ама некаде во собата, ама ќе мора да станете од столчето, да најдете црвен предмет. Црвен предмет, ама не било кој црвен предмет. Туку многу важен црвен предмет. Предмет. Предмет, да. Мислам, немојте некој црвен човек да имате ако имате дома некој црвен човек па да го донесете него. Или ако имате црвен крст, ако имате дома. Чекайте. Ама сите заедно ќе го направиме тоа. Црвен предмет, да. Добро, и ќе ви дам само 15 секунди. чоколадо, доволно е? Не, чекайте се, чекайте. Значи, ќе ви дам 15 секунди, одиме, зимаме, се враќаме назад и после тоа неколку од вас ќе ни објаснат зошто го одбрале токму тој црвен предмет. Ама сега времето брои наназад. Уште 3 2 1 црвен предмет, брзо. Добро. Ајде, покажете го вака сега сите, за да го видиме црвениот предмет. И, Мухамед, ако можеш, фотографирај. Туа ма убави црвени предмети. Ајде, кој ќе ни објасни сега кој предмет го избрал и зошто? А ја ќе почнам прв за да го скршам мразот. Ја избрав машната, затоа што планирам да ја ставам, затоа што сум предавач. Земав црвена кравата и ќе ја ставам. И затоа ја избрав. Затоа што е дел од кореографијата. Љупчо? Може да ги покажат уште еднаш само на камери, ако може. Еј, што сте фини, бе, сите слушате. Да кажам што си избрав? Да. И зошто? Јас си избрав овој прекрасен филџан од кого што си пијам пред се чај. И од сабајле најмногу се дружам со овој филџан. Супер. Дарко, имаш неколку од младинците кои што кренаа рака, така да можеби нив да ги слушнеме. Ајде, јас тоа не можам да го видам, те молам, најави ги. Еве Памела, па Ева, па Кристијан, па Мартин да ги слушнеме. Црвени монести, бидејќи сакам да изработувам накид. Ева? Јас го обрав овој календар од Црвен крст што ни го дадоа, црвене, поради тоа што на него шкртам се додека не заврши школската година и сестра ми додека не дојде од Франција. Кико? Ја го одбрав ова црвено радио, дека многу често секоја сабајле си го слушам и на него слушам која нарачувам родендени. Последен роден ден што го нарачав беше на Александра. Така, Кико, фала ти. Мартин? Срце си, Кико. Ја го одбрав ова црвената тренерка, дека им сум навивач, да речем искрено, на Црвена звезда секако и волонтер Црвен крст, логично, и дека комодна ми е да ја носам. Ти благодарам, Тина. Не се гледа сега, ама имам стикер од Црвен крст знакот. Тоа се сеќавам дека беше нешто како парада, одевме на кеј школка и беше некој хуманитарен настан, не памтам зашто, тоа беше лани,
во прва година. Им беше многу кеф поради тоа што јас така се запознав и така навлегов во Црвен крст, иако пред некој месец влегов како член. Благодарам. Јована Василевска, па потоа Цунами. Алекс, морам да кажам дека увек ме се буни со Јована Василевска. Извини, сега видов дека си ти, извини. Не, нема проблем, Алекс. Се случува, живи луѓе сме да грешиме. Но, Дарко, ја го одбрав, пошто носам моментално мајца од Црвен крст, ја одбрав амблемот на Црвен крст, поради тоа што ем сум волонтер во Црвен крст, ем сум член на Црвен крст, ем стан на вашиве работилници на ПХВ се уклучувам, на состанок на клуб на млади се уклучувам, го следам цел состанок и плюс дел сум од проектот Хуманко. На тој дел го се вклучувам, следам и сум се вклучувам на активности преку Црвен крст. Браво. Маце. Да, знаеме дека си многу активен. И плюс морам уште едно да кажам, ако памети Алекс, мислам дека си бил кај нас на работилница ти, Јаце, така е, паметам јас, паметиме и сите. Сум бил на работилница преку ПХВ. Така е. Мислам дека проектот се одобри. Така е. Мислам дека со 5 звездички беше, Алекс, така? Беше, Бога ми да знаеш дека беше, Јаце. Дарко, иначе проектот беше да направиме канти од гуми на дворешниот кола. Аце, ако ми веруваш, јас 15 години повеќе не живеам во Македонија, ама секоја година ги добивам сите проекти и ги читам уредно. Во ред, Дарко, но сакам да ти кажам, еве ако не е точно, Алекс нешто нека ме поправи. Дополни, нека каже, ако мисли дека не е точно. И со уште еден колега исто работевме на тоа, го завршивме проектот. И ја, поради тој проект, отидов на семинар во Софијарино. Така е, Аце. Аце, ти благодарам, Алце. Јас гледам дека овде имаме многу потреба ние да раскажуваме работи, можеби една работилница ќе направиме само каде што ќе ги раскажуваме проектите. Сега да продолжиме понатака, пошто гледам нема проблем. Пошто гледам уште многу раце кренати, а Дарко не ни почнал со своето предавање. Дури сме кај првата вежба, нели, кај црвеното. Што ќе биде кога ќе почне Дарко со жолто и со плаво и со сино и не знам што? Јас мислев само на првите тројца да им кажам, ама сакам да слушам Цунами што донел. Да, ајде не можам да видам овде. Така, и Цунами уште на тројца кои што кренаа веќе раце и после да не креваме раце да продолжиме со предавање. Повели Ваља? Па први мислев на Црвен кармин, али тоа би било многу обвијас. И ај реков, овај пат ќе прескокнам. И имам една црвена кутија. Внатре има чај од мајчина Душица и ова ми е од клиент подарок и ми е една од најубавите разделби воопшто. Пошто ја баца сум тешка во разделби и памтам како ни беше многу убаво се разделивме. Со една девојче која работевме и она се доби што сакаше, не верташите средби и на крај не знам од каде, не знам зошто, она сватила дека баш чај од мајчина Душица што ја обожавам, баш во ваква некоја кутија да ми донесе. И напишала сама рачно, тоа што сакала да напише и мене ми е многу драга ова кутија. Па повеќе од тој црвениот кармин кој на почеток го помислив. Ваља, ти благодарам.
Еве да одиме со Александар Тодоровски, кој што ми е многу драго дека денеска е со нас. Александар, повели. Здраво на сите, мислам дека се гледаме. Особено ми е задоволство и чест. Значи, прво се уклучувам од инфективното одделение од Битола со многу тешка ковид ситуација, поминав уназад последниве 20 дена. И кога вчера видов работилницата и објавата, то со такво задоволство и се навратив на спомените на убавите моменти на Црвен крст и на ПХВ и реков денес ќе се уклучам, значи сакам да ве поздравам. Ми е задоволство што вакви личности кои што овде што ве запознав во 98 година прв пат од гимназија ме зедовте и бев на ПХВ проектот, значи од тука значи го водеа и Дарко, што до ден денес не можам да го заборавам со неговите презентации и коментари како наставник, јас сум наставник, со Алекс или Буца, те викавме ли тогаш, тој некој прекар, со Тања Грегова и со беше Јане, и преубо си поминавме, и од 98 година до ден денес сум во Црвен крст, еви лежам со маицата на Црвен крст овде, и цело време на сите му кажував, значи од ПХВ, од еден вклучување, да станеш председател на млади, да станеш заменик председател на Црвен крст на Битола, значи од Битола, волонтер во Битола сум, цело време вклучен во сите органи, во сите носења на работи, акти, одскочна даска ми беше Црвен крст за цело животот, прошетав многу, бев и Швајцарија, преку Црвен крст, бев и Финска, и овде сегде вклучен, сега работам професионално сум во Универзитетот во Битола, како стручна администрација таму, но Црвен крст кога еднаш ќе се врзи на срцето, знаете, за цел живот, и многу во моменти со вас, и ми е кеф, а сепак сум лиценциран и обучен дисеминатор, кој што ова тема ми е посебно интересна, специфична, и со посебно задоволство сакам да следам. Не сакам да одземам поќе време, ме подсетивте на преубави моменти, поздрав до сите волонтери и да знаете дека од Црвен крст многу ќе добиете во животот, некои работи што може сега не сте свесни, но понатаму во животот е многу битно. Јас собирав пред еден месец плазма конвалесцентна организира во Битола, а цел живот се бавам со крводарителските за други, ама некни таа плазма што јас се примив ми го спасе животот. А бев на конец за Скопје. Ево, сега сум супер, многу сум добар, сето помина и се заврши така една неубава ситуација, ама тоа е тоа. На крај на пандемијава и јас го поминав. Поздрав уште еднаш до сите, не сакам да одземам поќе време и значи многу кеф ми направивте што ве видов барем овде сите и сега сакам да го проследам и самото предавање. Благодарам многу. Александар, ти благодарам многу. Многу ми е драго дека си со нас вечерва и верувам дека сите се радуваме дека твојата ситуација е многу подобра. И мене ми наврати многу спомени, ја спомна далечната 98 година. Драго ми е што имаме личности во Црвениот крст како тебе и верувам дека овие млади луѓе секако ќе го следат и нашиот пример, но и твојот пример. Мислам дека ни остана само уште Михаела, која што ја започна работилницава, еве да каже она кој е незиниот црвен предмет и потоа веќе почнуваме со предавањето на Даре. Михаела, повели на кратко. Сакав да кажам исто за црвениот предмет. Јас го одбрав ова великденско јајце. Знам дека е поминат празникот, но само ќе кажам дека ова јајце означува живот, нов почеток. Ти благодарам, Михаела. Новиот почеток беше со Даре и еве го новиот почеток повторно со нашата работилница вечерва, така да Даре повели, го имаш времето пред себе, тука и Мухамед да ти помогне, особено во делот на очекувањата. Мухамед, како што имавме разработена шема до сега, одиме и понатака. Ви благодарам на сите. Добро, значи кои се вашите очекувања од оваа работилница? Можете да ги кажете, а можете да ги пишете во четот. Ако имате некакви очекувања. Очекување исто да не биде многу здодевно, да не биде многу страшно. Не сакам да ве плашам, а ова не е едноставна тема и не е забавна тема, за жал. Еве, Мухамед, можеш веќе да пишуваш. Првото очекување што е МХП, значи да им биде јасно на учесниците.
Мухамед, пишуваме? Одлично. Да, пишува. Да, одлично. Така да, второто очекување е веќе продлабучување на знаења за МХП, за оние кои што веќе знаат одредени нешто. Мислам дека доаѓа од маја. Одиме понатака. Тоа се две очекувања, дали имаме уште некои очекување? Даро ви кажа, значи може да биде тоа да биде интересно, да не биде досадно, да има сендвичи за паузата. Да. Добро, Алекс, слушај, предпоставам дека на многу овде не име ни до крај јасно што значи тоа и МХП, и кратенката, и зборот, и ворете дека немате некакви големи очекувања кога не ви е јасна темата, ама јас па имам очекувања. И тоа се и цели на работилницава. Па Мухамед, ќе те замолам, одиме на следната. И моите очекувања се слични со вашите, затоа што првото очекување е, значи, на крајот на оваа сесија, јас се надевам дека сите ќе знаете што е МХП и кога се применува. Значи, тоа е првата работа што ми е битна. И ако само тоа успеете да го знаете на крајот, јас ќе бидам задоволен. Се разбира, ќе ги разочарам оние што веќе знаат што е МХП и кога се применува. Меѓутоа, сепак ние сме, колку сме овде вечерва, Алекс? 94. 94. Така што ако 94 луѓе знаат што е МХП и кога се применува, јас ќе бидам задоволен. Иако неколкумина нема да бидат. А поготово, еден од луѓето од кои што јас учев МХП е тука меѓу нас, тој е Љупчо, кој што, мислам, како што на Михаела има трема, позитивна трема, како што кажа, јас имам позитивна трема, затоа што ќе зборувам за тема пред човекот од кого што сум учел. И тоа е човекот кој што ја водеше сесијата за дисеминација на Македонски Црвен крст низа на години од незиното основање. Втора работа за која што сакам да зборуваме денеска и да ја застиме како правото штити во војна. Затоа што меѓународно хуманитарно право, ќе видиме понатаму, се применува во однос на оружениот сувир, односно војна, и сакам да разговараме малку за тоа како тоа правото штити во војна, дали воопшто може да штити во војна правото. Луѓе викаат во војна може да штити само пушка. Па ајде да видиме. Третата цел е кои се принципите на меѓународно право, кои се изворите на меѓународно право и последната, меѓутоа не помалку важна работа за која што би сакал да зборуваме, значењето на меѓународното хуманитарно право за Црвениот крст. Кој е значењето? Овие се тие 5 работи за кои што сакам да разговараме, ама пред да разговараме, јас ќе ве замолам да направите уште една работа. Сега ќе земете сите кои што можете да пишувате ако не сте на мобилен телефон и во четот ќе напишете или 3 збора или реченица која што ви паѓа на памет кога ќе го слушнете зборот војна. Може да бидат само 3 збора. Конфликт, страв, ужас, страдање, страв, смрт, беда, очај, ужас, пушка, смрт, слобода, Блиски исток, војници, насилство, опасност, немир, омраза, цел, жртви, тага, ужас, херои, деструкција, разделба, жртва, невиност, повреди, деца без помош, раселување, глад, солидарност. Ви благодарам на сите. Она што можам, има уште, бунт, конфликт, оштета и на некој начин слобода. Добро. Она што можам да вака на прв поглед да го кажам, за она што го пишуваат овде, е дека 90%
проценти од зборовите и изразите кои ги користите овде се негативни, страшни. Страв, конфликт, разделба, повреда, раселување, деца без помош, жртви, деструкција, значи негативни, страшни работи. Војната, и имате право, војната ги истакнува најлошите работи во човечкото општество. Меѓутоа, има тука неколку зборови кои што се многу интересни. Имате зборот солидарност, има збор оштета, има збор херои. Значи, постои нешто во војната, начин на справување со војната. Како се справуваме ние, како се соочуваме со војната. Како се браниме во војната. И не секогаш е тоа со оружје во рака. И тоа е многу интересно дека вие овде токму тоа го кажувате. И тоа е многу интересно и многу е битно, ќе ве молам сега, задржете го, запамтете го сега што го кажавме на почетокот, затоа што всушност меѓународното хуманитарно право, иако звучи наивно и нежно дури во насловот, хуманитарно право, скоро како поимот хуманитарни бомби, звучи така убаво, а всушност се однесува на конфликт, на војна. И еве сега може да одиме на следниот слайд, Мухамед те молам, кога ќе ви дадам наједноставната дефиниција на меѓународното хуманитарно право. Кој ќе ми ја прочита сега? Кристијан? Кико? Некој друг? Мислам, Даре, Стефан Тодоровски крена рака, така да може он. Ја не гледам, не знам зошто не гледам. Еве јас ти помагам во тој делот. Стефан, повели? Можам да почнам така? Да, повели. Право кое е во вооружен судир, право кое е во вооружен судир ги штити оние кои не учествуваат или престанале да учествуваат во непријателствата и ги ограничува средствата и методите за војување. Добро. Кажи ми сега, што разбра ти од оваа дефиниција? Кои се најважни работи во неја? Можеш ли да ги одвоиш деловите во неја? Знаеш, кога ќе видиш човек, што гледаш прво? Гледаш глава, гледаш раце, тело, нозе. Овде, кажи? Овдека е тек на војна, како што кажав ти на почетокот. Добро, војна, значи една работа е војна. На некој воен конфликт. Така. На некој воен конфликт, односно самата дефиниција на ПХВ, се извинувам, на МХП е објасната во сликата. Добро. Сака некој друг да ни помогне? Како ја разбира оваа дефиниција? Кои се деловите на дефиницијата? Ана Марија Георгиевска. Здраво. Па, како што вели и самиот текст, јас го разбирам ова како право кое ги штити оние кои не учествуваат во војната. Односно, жртвите ги штити. Според моето сваќање. Добро, одлично е твоето сваќање, ама не е целосно. Тоа е едниот дел. Ти викаш сега левата рака. Кај е десната рака? Значи, тоа е МХП е право што ги штити во војна оние кои не учествуваат во војната. Да, а вториот дел од текстот вели дека ги ограничува средствата и методите за војување? Не, тоа е десната нога. Десната рака ја барам. Не знам. Ако де, во ред, некој друг ќе знае. Ама ти ја откри левата рака, ајде десната. Памела Петровска, повели? Тие што учествувале и се жртви. Добро, да. Сега најде друго име за левата рака. Ќе ја викаме левица. Во ред, така е. Жртвите кои што не учествуваат. Џоко Сурлевски? Кој освен тие што не учествуваат, дали уште некој е заштитен од ова право? Еве Џоко Сурлевски да пробаме, повели Џоко? Па ја мислам дека се заштитени сите. Сите. Добро, убаво мислиш, ама не е така, Џоко, затоа што во војната сепак, за жал,
имаме право, односно луѓето имаат право да убиваат. Војната е ситуација во која што непријателите пукаат едни на други и може да се убијат. Ама ова е право кое штити одредени групи луѓе. И овде е напишано. Ги штити оние кои што не учествуваат. Ама кои други луѓе се заштитени? Сузана Чуриновска. Чи десната рака или која ја бараше Трајко Зајков, мислам дека е раката која се однесува на можеби и припадници на вооружените сили кои учествувале во војната, меѓутоа кои престанале да учествуваат, односно престанале со употреба на оружје, станале воени заробеници, значи се предале или го одложиле од оружјето, или се ранети или повредени во тој вооружен суд. Одлично. Благодарам, Сузана. Точно така. Значи, меѓународното хуманитарно право е право кое што во војна ги штити оние што не учествуваат, значи цивилите, бабите, децата, дедовци, значи оние што не учествуваат во борбите и оние кои што престанале да учествуваат. Значи учествувале, ама престанале. Јас ќе ги додадам само оние што се предале. Значи тие што се предале, го фрлиле оружјето, значи престанале да учествуваат во непријателството. Дали е до овде јасно? Значи, меѓународното право, горниот дел на телото, вика е дека штити одредени групи луѓе. Добро? Ама прави уште нешто, има и нозе хуманитарното право. И тука веќе почна некој пред Сузана уште да зборува за нозете. Што друго прави меѓународното хуманитарно право, освен што штити одредени групи луѓе? Кој ќе сгреши сега да видам? Немојте да се плаши, е јасна сега дефицит. Ај кренете рака на тие на кои што ви е јасна. Да видам и Алекс ќе ми каже. Добро. А сега уште поважно ми е да кренете, спуштете раката тие што ви е јасна, кренете рака тие на кои не ви е јасна. И отворете го микрофонот и кажете, мене не ми е јасна. Јас сакам многу храбри луѓе. Има Алекс некој храбар? Нема такви. Арџина погрешка и останата раката, верувам дека отидена до кујна да донесе нешто за бебето, така да одиме понатак. Добро. Одиме понатаму, ама не е проблем. И понатаму можете да кажете, ја мислев дека ми е јасно, ама зашто ова е првото, нели нешто што сакавме да го запамтиме. Ова треба да остане после. Значи, што е тоа меѓународно хуманитарно право? И така се, ја ќе те замолам, ние на следниот слайд имаме кога се применува меѓународното право. Рековме во војна. И оди Мухамед на тој слайд, супер, застани сега тука. И сега ќе замолам некој, било кој што се сеќава да ми каже што е тоа меѓународно хуманитарно право. А може и да напишете во четот, ако не сакате да зборувате. Джина, супер. Кој ќе ми каже? Ајде, да видиме. И пак ќе ви кажам, сгрешете. Затоа е школото измислено. Место на кое што може сите грешки на светот да ги направите и пак да добиете втора и трета шанса. Оти во животот многу често кога ќе направите грешка, нема шанси за поправен испит. И затоа, иако страшно изгледа поправен испит кога сте ученик, тоа е уствари најдобрата работа во учењето. Прашањето е, што е тоа меѓународно хуманитарно право и не ги прашувам инструкторите. Ги прашувам јунаците. Џоко Сурлевски крена рака. Правила кои имаат цел да ги намалат ефектите од војните. Одлично, браво Сергеј. Ајде друг некој? Јас, професоре, пред да кажам, јас само сакам да кажам дека имам трема, пошто мене ова ми е второ уклучување и така. Џоко, Господ здравје да ти даде, браво, ајде. Ако може уште една прашањето? Нема проблем. Што е тоа меѓународно хуманитарно право?
меѓународно ја подразбирам под меѓународно хуманитарно право е тоа што го правел Андерен Динан. Да им се помага на луѓето, да им се дава храна, облека. Тоа ја го... Кога, Ѓоко? Кога тоа? Со Андерен Динан? Да, па еве баш на ваква тематика. Како што ми ова сега. Да, супер е тоа, ама да им се помага на луѓето, да им се дава храна, да се лечат ако... Аха, мислите кога? Па кога има војна. Така е. Браво бе, Ѓоко, ете гледаш. И покрај тремата, супер, одлично. Тоа е тоа. Да им се помогне на луѓето во војна. Тоа е голем дел од одговорот. Не е целосен, ама е многу важен. Значи да им помогнеме на луѓето во војна. Професоре, само уште нешто ќе кажам пред да се исклучам. Може би блага тарема имам што е тука Михаела, така да сега толку. А зашто симпатија ти е Михаела? Затоа имаш трема? Не, дека сме од иста општинска за тоа. И он е од Карпош и јас сум од Карпош. Имаш право да имаш трема. Чао, Михалче. Еве и Михаела те поздравува. Супер, Ѓоко, браво. Браво, Анастасија што вика, тоа е право кој го заштитува цивилното население и оние кои се откажале во време на воена состојба. Ана Марија ги штити. Ај некој нека чита, ајде Ана Марија, читај, па после Јована па Стефан, ајде, тоа што сте го напишале да го прочитате. Да го прочитам. Ајде. Не те слушам. На грешка си има вставено на мјут. Јас напишав ги штити жртвите и заробените, како и ги ограничува приходите на оружје во војната. Приходите на оружје, што сакаш да кажеш тоа? Па мислев дека државите нема да имаат повеќе пристап до оружје и орудија за да со цел нели се прекине војната. Не знам дали убаво го оформив тоа. Слушај, тоа е многу убава идеја, ама не е дел од дефиницијата на меѓународно хуманитарно право. Ама е многу убава идеја и знам дека ако тоа некои луѓе веруваат дека ако се уништи воената индустрија, дека нема повеќе да се тепаме. Некои други викаат, ама и со стапови ќе се тепаме, ние. Сега за сет ќе го ставиме тоа така. Добро, во ред. Ги штити тие што учествували, прекинали и тие што не учествуваат. Браво, гейминг, одлично. Изнаоѓање на решение на конфликтот. Не. Стефан, меѓународно хуманитарно право не изнаоѓа решение на конфликтот. Одма да знаеш. Ајде да се вратиме пак на Мухамед на дефиницијата. Гледате, многу е битно вака да една работа е кога слушате да ви биде јасно, а друга кога треба вие да кажете. И тоа е нормално. Тоа е нормално, немојте да ве чуди тоа. Затоа е многу битно кога ќе слушнете нешто, после тоа да направите нешто со тоа. Например, да го напишете, без да гледате. И така ќе видите дали сте го запомниле, дали сте ви станало јасно или не. Тоа е исто како кога одите да гледате филм во кино, многу е убаво да гледате заедно со некого, зошто? И после тоа ќе седнете, ќе се напиете по една боза и ќе разговарате за филмот. И ќе видите дека тоа што вие сте го виделе, можеби вашиот другарка не го видели и обратно. Затоа што нашата перцепција не е апсолутна. Секој од нас гледа по едно делче и кога ќе седнеме заедно да разговараме, ќе ја склопиме целата приказка. Затоа ова, јас многу време размислував, имам многу дефиниции на меѓународно хуманитарно право, направени од многу попаметни и поучени луѓе од мене, ама не можев повеќе да направам поедноставно од ова што е овде. Право, кој во војна ги штити оние што не учествуваат или престанале да учествуваат во непријателствата, и од друга страна ги ограничува средствата и методите за војување, ќе видиме што значи тоа. Одиме сега да видиме кога се применува. Се применува во војна. Сега, видите, во правото, јазикот е многу, како и секоја друга дисциплина, е попрецизен. Знаете, војна е збор што се користи народски. Меѓутоа, во правната терминологија,
не се користи зборот војна, се користи зборот вооружен судир. И ние разликуваме денеска различни типови на војни судири, меѓутоа јас ќе ги спомнам само оние што се важни за да го разбереме меѓународното хуманитарно право. Меѓународен вооружен судир и немеѓународен вооружен судир. Добро? Кој ќе ми каже што е тоа меѓународен вооружен судир? Ајде. Слободно користете ја сликата пред вас. Ај некој што не сме го слушнали до сега. Што е тоа меѓународен вооружен судир? Еве Александра Валкановска не сме ја слушнали. Ајде. Како што и самата фотографија, судир што е помеѓу две држави. Не во рамките на самата држава заедница, туку помеѓу две држави. Да не употребувам пластични примери. Така, добро, тоа е тоа. И многу е битно. Ќе видите подосна, ако стигнеме до таму, многу е битно за како ќе го примениме военото право, да знаеме за каков вооружен судир станува збор. И овде ви е една од наједноставните дефиниции. Примена на сила меѓу две или повеќе држави. Одиме на следната слика, не меѓународен вооружен судир. И сега видите меѓународен, ова е не меѓународен вооружен судир. Тоа е вооружен конфликт на територија на една земја потписничка. Се мисли потписничка на Женевските конвенции, во кој најмалку, значи во кој се мисли на конфликтот, најмалку една од страните во судирот не е држава. Значи, ако се тепаат две држави, тоа се вика меѓународен вооружен судир. А ако има војна на територија на една држава и најмалку една од завојуваните страни во судирот не е држава, тоа е немеѓународен вооружен судир. И ќе видите подоцна, многу е битно дали судирот е меѓународен или немеѓународен и дали воопшто се класификува како вооружен судир, за да видиме дали може да се примени меѓународното хуманитарно право. Значи, ова е првата тема што се обидуваме да ја одговориме, што е тоа меѓународно хуманитарно право и кога се применува. Меѓународното хуманитарно право е право кое во вооружен судир ги штити оние што не учествуваат или престанале да учествуваат во непријателствата и ограничува средствата за методите за војување. Се применува исклучиво во немеѓународен вооружен судир и меѓународен вооружен судир. Тоа е тоа. Значи, не се применува цело време. И за да може да почне да се применува, мора прво да се стекнат некои услови, да се согласат некои фактори и да кажат дека да, станува збор за меѓународен вооружен судир и тогаш се применува меѓународното хуманитарно право. Добро? Немојте да се воздржувате да поставате прашања. Одиме на следниот слайд, само уште едно мало пообјаснување на тоа какви се судири има и пак наједноставно. Веќе спомнавме меѓународен вооружен судир и гледате таму. Имаме држава лево, држава десно и се борат меѓу себе. Немеѓународен вооружен судир имате две сили во кои најмалку едната не е држава на територијата на една држава и тоа е немеѓународен вооружен судир. И имате трет тип кој што доживува своја дефиниција 90-тите години од минатиот милениум, минатото столетие, тоа е интернационализиран судир. Значи, кога на еден немеѓународен вооружен судир ќе му се придружи некоја друга или трета држава. Тоа е интернационализиран судир. Ајде, сега одиме. Сега, што е важно, чекај Мухамед малку, сега сакам да објаснам, мене ми е ова многу важно. Да сватите, затоа што ние зборувавме дека војната представува многу лоши работи, и сега како ние да и се спротивставиме на војната? И вие многу го викате, со солидарност, со помош, со помагање на луѓето што имаат жртва, ако некој е изгребан, да му ставиме завој, ако некој е болен, да му дадеме лекови. Нели, такви некои работи, значи да им помагаме на луѓето.
им дадеме помош. Меѓутоа има и друг начин на кој што може да им се помогне. Знаете, денес во светот има два типа на хуманитарни организации. Има организации кои што им се обраќаат на потребите на луѓето. Значи, ако човек има потреба, ако е гладен, нарани го. Ако нема кај да се скрие кога врне, направи му стреа. Тоа се тие организации кои што да даваат таков тип на помош. И има организации кои што го користат правото. Сега ќе видиме како тоа се прави. Тоа е посебен начин. Значи, тоа се две различни работи. Една работа е кога некој е гладен, гледате луѓе бегаат од војна и ќе се организира Црвен крст, ќе направи пакети за храна, ќе направи места каде што собирни центри во кои што тие луѓе може да дојдат, ќе донесе лекари кои што ќе можат да ги лечат, санитарни чворови да можат да одат по надвор, телефони да може да зборуваат со своите роднини и пријатели. Тоа е еден тип на помош, има и друг тип на помош. И за тоа ние сега ќе зборуваме. И одиме сега, за да го сватиме тоа, прво треба да сватиме како, оти ние рековме две работи на почетокот, дефиницијата. Право, кое што се користи во војна. За војната малку зборувавме, ама не зборувавме за што? Не зборувавме за правото. Врати се малце сега, ако убаво е што го видува ова, луѓето, врати се. Ајде некој нека ми каже што е тоа право? Ама немојте да ми кажете право е она што не е криво. Фатив овде. Ајде, одиме, Мухамед. Немаме многу време. Систем од правила, со кој една заедница го регулира однесувањето на своите членови. Ај некој нека го прочита место мене. Тина. Право е систем од правила со кои една заедница го регулира однесувањето на своите членови. Одлично. Кои се клучни зборови овде? Правила, заедница и однесување. Браво. Да, точно, така. Значи, правила кои што ги воспоставува заедницата, а и зошто се тие правила? За да го регулираат однесувањето на твоите членови. Сега видете, ова е многу едноставна дефиниција. Однесувањето во правото има три типа на односи, најмалку. Еден е односот на членовите во заедницата меѓу себе, нели? Ја ако се степам со брат ми или со син ми или он ме нападне мене или ја го нападнам него, како, значи има некои правила како ние да ги решиме нашите проблеми, или со комшијава ако нешто се расправаме. Ми тресе черга над глава и ја не сум среќен со тоа и како да го регулираме ние тој однос сега меѓу себе. Така, значи меѓу нас. После тоа односите на луѓето со стварите. Ова сега место кај што живеам, дали ми припаѓа мене, дали сум јас собственик или имам право да го изнајмувам, па треба да плаќам кирија, па ако не плаќам кирија, ќе ми пратат извршители, врз основа на што? Врз основа на некој закон. Значи однос со стварите. И трето е односот на индивидуалците, на поединците со државата. Сега тоа не сакав се да го ставам во оваа дефиниција, ама само да ви кажам, сложено е правото. Ама и не е толку сложено пак на крајот на криштата. Ама ова е клучот. Тоа е систем од правила со кој една заедница го регулира однесувањето на своите членови. И тоа е, да ви кажам, уште од почетокот на векот, тоа е најголемиот предизвик на човештвото. Како да се организираме ние како заедница? Како да функционираме како заедница? И луѓето најразлични начини наоѓале. Преку митологија, преку заеднички ритуали, преку религија. И сега, практично, првите правни системи се наоѓаат во склопот на религиите. Ако ја читате Стариот Завет, ако го читате во Библијата или Коранот, ако го читате, таму има цели правни системи кои што се означени таму. И затоа религијата била толку моćна долго време. Меѓутоа, некаде во 16-17 век, иако тоа
Тоа многу одамна почнува правото да функционира, световното право. Дали некој да слушнал за Хамураби, например? Одете на Google и напишете Хамураби и таму ќе ви се покаже на голема црна базалтна карпа, која што е убаво измазнета, и таа е стара, не знам, 2500 години најмалку. Најверојатно и повеќе. И тоа е првиот пишан закон. Видете, тоа е исто многу важно, ја не го ставив овде, затоа што има различни школи на правото, некои го сметат и значи не само она што е пишано право, и има и многу право кое што не е пишано, а сепак се смета за право. Затоа, меѓутоа, ние нашето право во европска смисла на зборот е систем од правила кои што се пишани, кои што се напишани некаде. И тоа е многу битно. И тоа не почнало со Европа, тоа почнало со Хамураби пред 2500 години, токму на Блискиот Исток. Некој го спомна преска. Овако Блискиот Исток. Значи, системот правила со кој една заедница го регулира однесувањето на своите членови. Сега, јас веќе ви кажав дека правото, вака, како именка, многу убаво звучи и делува хомогено, ама уствари не е. Има многу различни видови на право. Една од поделбата на правото е, има јавно право и има граѓанско право, например. После тоа има семејно право, па има кривично право, па има меѓународно право. Ете, значи има многу. Зошто е тоа битно? Зошто ви го кажувам тоа? Затоа што системот правила, тој подразбира дека е нешто сложено, значи има правила и тие се групираат, па после тие групи од правила се групираат со другите групи од правила, и тука е трикот. Вие треба да го разберете системот, не само правилата. Добро. Ако ни е ова јасно, сега да видиме како тоа правото штити во војна. Идеме на следниот слайд. Прво нешто што треба да се направи за правото да штити во војна, треба да се создадат правила во ситуација на војна. Така? Значи, специјални правила за во ситуација на војна. Мухамед, те молам следната, овакво како се вика, следниот слайд. И првата работа е создавање, требаше едно по едно да идат, ама добро. Првата точка е создавање, значи некој треба да ги смисли тие правила. И сега добре, може да речеме јас да си смислам правила, или ја и Алекс да се договориме да си смислиме некој правила, нема да може никој да купува и да продава оружје, нема да има војна. И убаво, ја и Алекс се договоривме, така? И што со тоа? И може дури и сите вас да ве уклучиме, ние 96 луѓе овде да се договориме и тоа да биде така. И дали е тоа доволно? Па, за жал не е. Не, така е. Мора да бидат усвоени. И мора да бидат усвоени од државите. И тоа се прави, прво, државите ќе ги потпишат овие збирови на правила и после тоа треба да ги ратификуваат. Нема да одиме натаму. Битно е дека државите треба да ги усвојат овие правила. Значи, прво треба некој да ги созда, државите да ги усвојат. И сега ова е старата презентација, затоа што дисеминација и промоција тргна под овде, за да ги поедноставам работите. И ќе тргнеме, затоа што дисеминација и промоција се дел од примената. Значи, 4 работи треба да запомните овде. Создавање, усвојување, примена и следење на примена. Толку. Создавање, усвојување, примена, следење на примена. Што значи примена на правото? Ај некој да ми каже. Што значи право едно да се примени? Сергеј. Еве, како што спомнате вие за правото за некористење на оружја, и треба тоа се примени во однос да не се користат оружја на насилкините продавници каде што се продава такво оружје слично. Добро. Значи, треба да се вгради во националното право. Така? Треба да се вгради во така наречената судска пракса. Да. Значи, не е доволно само да ги има тие закони, после тие закони треба да се применуваат, така? Сега ако се овие за војна закон, за војна закон, што е друго битно за овие закони, за да бидат применети? Дали можеш ти, Сергеј, да примениш некој закон ако не го знаеш? Безбеди? Санкција. Санкција. Тоа е клучната работа. Што е санкција?
Нешто што треба да го како да го наплатиш или да дареш да направиш за тоа што си го прекршил. Како казна. Казна е тоа. Значи, тоа е многу битно да ги казни тие што го прекршуваат. И сега, дали секогаш тоа се случува? Дали секогаш тие што ќе прекршат нешто се казнети? Па, зависи. Мислам дека не. Па да, мислам дека сите ние мислиме дека не. Меѓутоа, само си мислиме ние. Што треба да се прави? Треба да се следи примената. И некој тоа треба да го прави, и некој тоа го прави. Некој тоа го прави во случај на војна, дали има прекршување и дали државите ги применуваат овие правила. И ако не ги применуваат, да интервенира. Тоа е начинот на кој што правото штити во војна. И има многу меѓународни организации кои што работат на овој начин. Тие се хуманитарни организации и функционираат вака, Хелсиншки комитет и така натаму. Значи, они лобираат да се создаде некаков закон, исто така лобираат да се усвои тој закон, државите да го усвојат, и после тоа ја следат примената. И ако не се примена, увесник. И јавното мислење, као што, да речеме, денови она што се случува во Македонија со мазутот и слично, сите луѓе се бесни на тоа и го искажуваат тоа, и веројатно тој притисок на јавноста ќе придонесе да се примени конечно законот. Тие што го прекршиле да бидат казнети. Ама тоа не е едноставно. Видете колку е сложена целата таа постапка. И видите, ова е у суштина, вака правото функционира не само во војна, секогаш, било когаш. И ова е многу битна работа. Знаете зашто? Ние викаме, сакаме да одиме во Европа, една од клучните вредности во Европа е владење на правото. Значи, почитување на правото. Тоа значи, од тоа како се создава, како се усвојува, како се промовира, спасе до тоа како се применува и како се следи примената. Сите тие оддели и постапки се битни. И сега за вас едно прашање. Кажете ми, Црвен крст, дали е организација хуманитарна која што ги задоволува потребите на луѓето, или организација која што го користи правото за да им помогне на луѓето? Каква организација е Црвен крст според вас? Ја мислам и двете. Абе, Мартин, од кај знаеш ти за ова? Одговорот е точен. Браво, Мартин. Ама кажи ми од кај знаеш? Јас? Да? Па не знам, не Ѓоко ги одговори двете, ја ги речев едното само. Мартин, во право си апсолутно. Црвен крст и двете. И видите, тоа не е многу лесно. Замислете, вие сега треба со таа истата држава, таа треба да ви овозможи да одите да им помагате на сите тие на кои што мислите дека треба да им помагате, а во исто време, они ако сгрешат нешто, вие треба да бидете коректор. И да им кажете, срам те било, немој така да правиш, исклучи го микрофонот. Ѓоко, да го исклучи микрофонот, Ѓоко. Добро, дали ви е јасно ова сега, како правото функционира и како штити во војна? Секако. Добро, супер. И сега одиме, имаме ли време малку само за многу едноставно принципите на меѓународно право? Имаме уште неколку минути, Дарко. Ајде. Принципи на меѓународно право има 3 и нив ако ги научите и тука ќе запреме. Дали некој знае некој принцип на меѓународно право? Првиот клучен принцип на меѓународно право е разликувањето, односно дистинкција. Што значи тоа? Дека оние што учествуваат, да? Некој сака да каже нешто или да продолжам? Продолжувам. Продолжи. Првиот и основен принцип на меѓународното хуманитарно право е да се прави разлика помеѓу оние што учествуваат и оние што не учествуваат и оние што учествувале, ама повеќе не учествуваат во непријателството. Тоа е првиот принцип. Дали е јасно, дали некој може да го повтори после мене? Што е принцип на дистинкција? Кој ќе ми каже?
на четвртак. Разликуваме тие што учествувале и тие што не учествувале или повеќе не учествуваат во војната. Одлично, браво Памела. А кој ќе ми објасни сега зошто е тоа битно? За да знаеме кои правила треба да се нанесат на сите посебно. Ај уште еднаш? Или кои правила се несуваат за сите различно. Или како да пристапиме кон сите. Знаеш зашто? За да знаат војниците во кого смеат да пукаат, а во кого не. Понекогаш работите се многу едноставни. Војникот смее да пука во друг војник што држи пушка. Во војна тоа е дозволено. Тоа се вика лиценциран да убива. License to kill. Те слушнале тоа. Тоа е само во војна. Тоа е само професоре, понекогаш пукат и во своји војници. Пукаат. За жал. Пукаат. Да. Добро, ама сега да се вратиме на принципот. Значи, принципот е мора во секој момент да ни биде јасно дали станува збор за цивили, за оние што учествуваат, војници, или за војници кои што веќе не учествуваат, за да знаеме дали може да пукаме во нив или не. Во случај да се двоумиме, да не е сосема јасно, треба да претпоставиме дека се цивили. И тоа не е лесно. Тешко име на војниците. Затоа што ако сте уплашени, имате пушка, мислите дека некој од таму има пушка, многу често луѓето само од страв ќе почнат да пукаат по се што движи. И затоа е многу битно да имаат обука војниците. Тоа е првиот принцип. Вториот принцип е пропорционалност. Што значи тоа пропорционалност? Тоа значи дека треба да се стави од една страна правилото на воена потреба, од друга страна хуманост. Например, војната потреба вели дека одредена точка, да речеме, еден мост кој што го чуваат двајца војници, е многу битен. Тоа е војна цел. Да речеме, мостот во принцип не е војна цел, меѓутоа сака да го освојат, за да можат да поминат од таму. Нели, војската сака да помине од таму. И сега, што би била пропорционална употреба на сила? Пропорционална употреба на сила е користење на такво воено орудие или пушка или што год да е, со кое што ќе се отстранат непријателските војници, ама нема да се уништи целиот мост. Разбирате? Тоа е пропорционална употреба. Не можете вие да кажете, па имаше некоја црква или џамија стара 5 века и има еден човек на камбанаријата. И вие земете динамит и целата црква или џамија дигнете во воздух. Зашто? Оти имаше еден војник таму. Според меѓународно хуманитарно право тоа не смее. Можете да направите, мора да употребите толку овакво како се вика сила, колку што е доволно да ја постигнете војната цел, а да не нанесете прекумерни и непотребни страдања и уништувања. Дали е лесно? Не е лесно. И третиот принцип е предострожност. Вие морате да ги превземете сите мерки предходно пред да го изведете нападот. Значи, треба да видите дали постојат други начини на кои што можете истото тоа да го направите, да постигнете истата воена цел, а да не нанесете преголема штета. Тоа се трите принципи на меѓународно хуманитарно право. И сега јас само уште една работа ќе ви кажам, не мора да одиме понатаму. Сите овие принципи, сите овие работи се забележени во некои закони. Тие закони се викаат Женевски конвенции. И може да одиме Мухамед на не на редната извори на МХП, него одма после тоа следниот слайд. Вие веројатно ги добиете и другите слайдови. И тука ги имате Женевските конвенции, уште еднаш ако кликнеш ќе се појават и трите дополнителни протоколи. Мухамед, кликни уште еднаш. И тоа е така нареченото, како се вика, најважниот дел од хуманитарното право. Не е цел,
Значи има и други документи кои што му припаѓаат на ова право, ама ова е многу битно да ги знаете. Значи 4 Женевски конвенции и 3 дополнителни протоколи. И сега само една работа ќе ви кажам. Првата Женевска конвенција ги штити ранетите и болни војници. Ова е старата презентација. Пратив ја уште една, ама добро, нема везе. Пратете им ја на децата таа правата. Ако ја немате, ќе ви пратам во која што е малку подобро направено. Значи, првата конвенција ги штити ранетите и болни војници, медицински персонал и објекти на копно, втората на море, третата ги штити воените заробеници, четвртата цивилите. Кој ќе повтори? Ако има некој жив. Јован. Дарко, ајде ја ќе повторам. Хајде. Првата Женевска конвенција е да ги ранетите и болните војници меѓу медицински персонал и објекти на копно, ранети бродоломци, медицински персонал и објекти на море, воени и цивили. Не, ова е скриено е. Третата Женевска конвенција ги штити воените заробеници. Да. Воените заробеници, А четвртата? заробеници цивилите. Кој ги штити цивилите? Која конвенција ги штити? Четвртата. Така е, браво, супер. И тука ќе се запреме. Можда тие дополнителните протоколи, можда е битно да го спомнеме вториот протокол, затоа што само вториот протокол се однесува на немеѓународни воени судири. Сите овие се однесуваат на меѓународни воени судири. За немеѓународни воени судири имаме многу малку меѓународно право. И тука јас ќе завршам само со едно прашање. Кажете ми, која е работата на целиот, на Црвениот крст во сета оваа приказна? Зошто е ова важно за Црвениот крст? Ова меѓународно Како мислите, професоре, може да бидете појасен? Зошто меѓународното право, меѓународното хуманитарно право е важно за Црвениот крст? За да им помага на луѓето, како што реков претходно. Како да им помага? Не му треба правото да им помага. Ако некој е гладен, ќе одиш и ќе му помогнеш. Како правото ќе ти помогне? А правото на кој е правото на Црвениот крст? Еве Ана Марија Георгиевска вика помагање на сите оние на кои што им е потребна помош. Тоа е нејзино размислување. Ајде да слушнеме уште некој кој што до сега не се јавил воопште. Значи, како што кажа Дарко, каква е поврзаноста на меѓународно хуманитарно право и Црвениот крст, зошто е тоа важно и што е тоа што ние го правиме. Јована вика за да се ублажат страдањата на цивилите и на војниците, Дарко. Добро. Како ќе се ублажат страдањата на цивилите и војниците? Ајде да слушаме некој кој што не сме слушнале до сега, како може да се ублажат тие страдања? Може да се вклучате во инструкторите доколку сака да се јават. Милчо вика со тоа што државата што ги потпишала конвенциите мора да ги почитува. Да, добро, тоа е супер, ама каква е улогата на Црвен крст тука? Мониторира, следи во меѓувреме на мисијата, прави директни разговори со луѓето, проверува дали се употребуваат или не се употребуваат Женевските конвенции, можеби потоа прави некакви извештаи кои се праќаат до меѓународни судови за да може да се изврши ствари меѓународното право. Не дај Боже. Црвен крст тоа да го прави? Probably. Кате не. Црвен крст, дури ние имаме ослободување како Меѓународен комитет на Црвен крст да не мораме да одиме да сведочиме на меѓународни судови. Ние го имаме некоја улога во следењето на примената на хуманитарното право, ама реакцијата не е да се оди на суд да се сведочи. А зошто е тоа така? Зошто сме ние изземени од овие судови?
Дали некој знае? Најдобро ќе биде професоре вие да ни кажете, пошто очигледно никој не знае. Ваши, Ѓоко, не, има тука луѓе што знаат, ама сакаат да ве остават вас да се помачите малку, затоа што човек... Ама во Ѓоко, моментот... Имаш право. Ѓоко, имаш апсолутно право и јас ќе те послушам. Сега ќе објаснам јас што е работата. Само да знаеш дека има тука луѓе што го знаат тоа, ама сакаат вие да мислите малку и кога ќе мислите, и сега кога ќе ви кажам, подобро ќе запамтите. Ајде сега да ви кажам што е. Има две работи што се битни. Прво и основно, меѓународното хуманитарно право, ја не ви казав се за хуманитарното меѓународно право. Една од првите задачи на меѓународното хуманитарно право била да им даде мандат на Црвениот крст, на сите национални комитети и на Меѓународен комитет на Црвен крст да можат да помагаат во случај на војна. Мандатот на националните друштва во случај на војна и на Меѓународен комитет е во меѓународно хуманитарно право. Таму стои како и зошто во војна медицинскиот персонал и персоналот на неутралните здруженија, асоциации, како што е Црвениот крст, во случај на војна се заштитени. Видете што пишува: ранети и болни војници, медицински персонал и објекти на копно. Не само медицински персонал, туку и персоналот на Црвениот крст и Црвената полумесечина, на оние што се вклучени во помагање на сите што се ранети и болни. Тука е клучната работа. Значи, ова право ги штити и представниците на Црвен крст. Мандатот на Црвениот крст е во Женевските конвенции. Тоа е една работа. Значи, тоа е што правото му дава на Црвен крст. А што Црвен крст му дава на правото? Па му дава неколку работи. Прво, во областа на дифузија. Ние веќе зборувавме за тоа зашто е важно луѓето да го знаат ова право. Луѓето не знаат за ова право. Ке слушнат некој новинар што ќе каже на телевизија и сега дали он што читал, прочитал, разбрал, не разбрал, и знаете, луѓе многу работи кажуваат што не се такви какви што се. И луѓето Господ знае што си мислат се за меѓународно право. И затоа Црвен крст има задача да ги шири знаењата, да им објаснува на луѓето што е тоа меѓународно право. Затоа ние се разговараме овде. Зашто мене ми е битно, не само мене, туку на Црвен крст му е битно вие да знаете што е тоа меѓународно хуманитарно право и кои се неговите добри страни, кои се неговите ограничувања. Сега ние тоа се обидуваме да го направиме за саат време. Инаку Љупчо се смее сега сигурно затоа што знае дека тоа е цел семестар на постдипломски студии. Меѓународно хуманитарно право на правен факултет. Ама ние сега работите ги направивме колку што може поедноставно, за да ви биде јасно. И сега последното нешто што Црвен крст прави, исто така лобира кај својата држава да ги, нели рековме, треба да се усвојат овие закони. Црвен крст помага овие закони државата да ги усвои и ја боцка вака и вика ајде и јас ке ти помогнам ако треба на државата да ги усвоиш и да ги направиш и превземи си ја од должноста, направи нешто како што треба, така ли? И тоа е задачата на Црвен крст. Црвен крст треба тоа да го прави. И Црвен крст тоа го прави во сите земји во светот и во Македонија. Македонски Црвен крст многу има направено за меѓународното хуманитарно право. Ние сме една од првите земји во југоисточна Европа, па и во светот, кои што Црвен крст, нашиот Црвен крст и Меѓународен комитет ја притиснавме, лобиравме македонската власт, Министерството за образование и уште во 2004 година воведовме во тоа време 9 часа за меѓународно хуманитарно право во тогашното 8, подоцна 9-то одделение. Што се случува сега понатаму, не знам, ама бевме први водачи бевме во тоа, во регионот и пошироко. И сето тоа го направи Црвен крст. И ја тука сега запирам и ви благодарам многу на причината, на можноста да ви се обратам, да зборувам. Одамна не сум зборувал на оваа тема, а уште помалку сум зборувал на македонски. И затоа ви благодарам на оваа можност. Се надевам дека барем малку ве заинтригирав, ова е само еден мал почеток, ја имате презентацијата. И се најубаво, ви благодарам. Дарко, ти благодарам многу. Мухамед, сакав ја да кажам за... Аце, може да завршам јас, Аце, те молам да го завршиме ова како што треба. Во ред, извини. Така, ти благодарам.
Мислам дека тука некаде моментот, Мухамед, да одиме со очекувањата, бидејќи имавме две поставени очекувања, да видам дали сме ги оствариле тие очекувања и потоа да искористиме можноста, Дарко што е со нас, да ја најавиме следната работилница, бидејќи кажавме дека месецот е мај на Црвениот крст и наредниот пат имаме исто така една многу слична, односно на доврзување на оваа тема. Јас исто предлагам во однос на прашањата да му се обратат директно на Дарко. Пошто мислам дека ќе има прашања, така да може тој да го оставиме за Јас ќе оставам мојот мејл и немојте да се двумите, да ми пишете. Тоа е подобро, затоа што ако пишувате, мора да си ги организирате мислите. Правното размислување е многу специфично и не е лесно, барем не на почетокот. И затоа ја не случајно на почетокот на Љупчо му кажав, Љупчо Милковски, доаѓаш со целиот, он рече, доаѓам со својот интегритет и знаење, и јас реков и со твојот вокабулар, затоа што е многу битно да го знаете јазикот на правото. Пишете ми слободно и ќе видите не е лесно кој ќе треба да го напишете ова што треба. Ви благодарам на убавите зборови. И ве охрабрувам да ми пишете на мејл и поставете ми прашања. Може да нема истиот ден да ви одговорам. Јас имам први коментар. Мојот, здраво, јас сум Вале и сум ПХВ инструктор. Сакам само да му се заблагодарам на Дарко од моје име и од Цунами, односно од Вале, што не врати во 2004-2005 и со сите овие обуки што ги имавме за меѓународно хуманитарно право, некако баш се вративме во времето и баш уживавме, фала. И како што рече, ова не е ни мал дел од целата таа тема. Многу интересна. Ти благодарам, Дарко. Добро, ти благодарам, Вала, и на тебе. Мухамед, дали сме тука, дали се слушаме? Мухамед, го изгубив? Океј. Ајде да одиме со очекувањата. Мухамед, да си го завршиме делот како што треба. Па добро, јас ако ми дозволи Дарко, можам јас да ги затворам на брзина. Мислам дека јас за себе научив што е меѓународно хуманитарно право. И ајде нека дигнат рака сите на брзина што добија многу информација за ова. Јас ќе бидам прв. Добро. Значи овде може да штеклирам. И искрено јас сам си ги подлавочив моите знаења за меѓународното хуманитарно право, така да сега ќе спуштам раката, па ќе кренам уште еднаш. Ајде уште една сите истото да го направиме. Добро, што значи можам да го штеклирам и ова делче. Стварно супер презентација. Сега останува уште само Дарко да ја најави другата презентација. Повели, Дарко. Веќе ти почнав, така да. Имам чест и задоволство да го представам Љупчо Милковски, ПХВ, национален инструктор. Сега ПАН инструктор за промоција на алтернативи на ненасилство. Јас извинувам, Љупчо, не знам што е кратенката ПАН. Ама ти ќе објасниш следниот пат. Председател на Комисијата за дисеминација и комуникација во Црвен крст на Република Македонија, Северна Македонија. Председател на Клуб за промоција и имплементација на меѓународно хуманитарно право во Црвен крст на Македонија и творец, истражувач, поет, писател, хуманитарец, кој што ќе зборува на тема меѓународното движење на Црвен крст и Црвена полумесечина, хуман императив во кризи и конфликти. Како што гледате, продолжување на истата тема. И јас веќе спомнав, тој е човекот кој што јас учев од него, научив многу и едно време бев и со него во комисијата. И секој е добро. Ти благодарам, Дарко.